реализира заедно со работа со Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на целта на овој проект е да ги поттикне домашните перспективни компании во подготовка за нивно пазарно финансирање и навистина е значаен чекор за понатамошниот развој на домашниот пазар. Како што беше наведено во поканата која што беше упатена до вас, развој и избраните имплементатори на проектот, консултантите од PricewaterhouseCoopers. Знаете сите како тоа се беше нашите годишни констатации, зголемувањето на пазарната понуда на нашиот пазар на капитал, значи страната на понудата и на македонска берза е константна повеќегодишна тема и главен развојен предизвик. На берзата се уште примерно се тргува со компании што се трансформирани во акционерски друштва уште од приватизацијата. Од тука, добивањето на нови финансиски инструменти на македонскиот пазар на капитал, на страната на понудата, е прашање на сите прашања. И капитал во Македонија има, тоа може да се види преку бројките за депозитите на граѓаните во банките, во крајна линија и обемот на тргување на берзата, обемот на тргување на македонски резиденти на странски пазари, кои секоја година расне, значи капитал има. Капиталот што го управуваат пензиските, инвестицијските фондови, другите финансиски институции. Наш став е дека македонските компании не треба да имаат само една врата до овој капитал. Банкарскиот кредит е важен, но е мудро секогаш да има, да не биде тој единствен избор. Ние не сакаме компаниите да излезат на берза само затоа што некој ги убедил, сакаме да излезат затоа што ќе сметаат дека е тоа добро за нив и дека самите се подготвени за овој голем чекор. Проектот не гарантира дека ќе има IPO, но гарантира дека значајно ќе се зголеми подготвеноста на компаниите да направат IPO. Оваа соработка, имајќи ја предвид долгата традиција на Европската банка за обнова и развој во поддршка на приватниот сектор, особено на малите и средни компании, преку комбинација на најразлични нефинансиски инструменти и советодавни услуги, го разбивме овој проект за консултантска поддршка на околу, речено, максимум 10 компании, во главно мали и средни компании, но според дефиницијата на Европска унија, не на нашата локална законодавство. И ќе имаат во рамките на проектот ќе им помогнеме на компаниите подобро да ги разберат можностите кои што ги нуди пазарот на капитал и како и да можат да ги искористат за каде што би се собрало врвното раководство од избраните 10 компании, каде што велики им се воведат компаниите во кои се основни принципи на пазарот на капитал, што значи да се биде во пазарот на капитал, какви барања за известување наметнува тоа излегување на пазарот на капитал единечно, каде што сега компанија ќе има можност да работи индивидуално со експертите. Експертиза од македонската локалната пракса во форма на финансиски, правни и даночни консултанти за финансиско известување и корпоративно управување. Како што кажа и претходните говорници, ќе имаме сериозна поддршка од колегите од Хрватска со нивното искуство во овој сегмент, меѓутоа по потреба ќе користиме и експерти од другите канцеларии, се со цел нели да го постигнеме тој долго посакуван и долго најавуван IPO на македонската берза. Проектот и рековме, јас така го најавив потенцијално зборуваме и за втор проект. Токму овој прв дел од проектот ќе ги објасни аспектите што значат дека соголувањето не е априори лошо, него може да биде многу позитивно. Тука има ризици што се други, така да работиме стравот да се намали и сосема за крај, реков, регионални трендови има добри, Хрватска, Бугарија, Романија. Ние во Македонија често знаеме да не сме први во некои позитивни трендови, но брзо да се вклопиме, така да се надеваме дека сме први што се тргува со банки, имаме компании од фармација, имаме компании од градежна индустрија, од угостителство, од дистрибуција на нафтени деривати. Во IT сектор немаме ни една, во поширок тој информатичко-комуникацијски сектор го имаме Телеком со еден мал дел од слободните акции и тоа ни е голем, да речем, подтаргет во рамките на овој проект. И јас во тој дел би одговорил вака. Самиот факт што тие се котирани
на македонска берза, значи дека тие треба прво да ги обработенуваат нивните резултати, финансиски и други. Ние, знаете, како македонска берза, повторно со поддршка на Европска банка, во изминативе неколку години направивме и нов кодекс за корпоративно управување, во рамките на истиот има една глава посветена за така наречената одржливост на работењето на котираните компании. Можноста берзата да влие на страна од норматива, државна инспекцијски органи и така натаму е отприлика тука да ги насочиме компаниите да бидат транспарентни, да им објасниме како треба некои модерни практики да ги пременуваат и да известуваат. А ако нешто, после тоа во известувањата е предмет за некаква јавна расправа, тоа ќе се дојде последователно.